па за да се имаме, нели, да може да се слушаме еден со друг, да не користите лажни имења за учество во работилницата. Ова, како што кажав, се должи на тоа да имаме луѓе кои ги знаеме, да може да ви се обраќаме на име, но и на тоа дека, нели, следат благодарници за тие кои што ќе следат 10 работилници. Некој од вас, морам да кажам, се блиску веќе до тоа. Ако сакате нешто да прашате, кренете го тоа виртуелно раче, за да може предавачот или јас или некој друг да ве види, па да може да ви дадеме збор. Доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Ние очекуваме предлози и забелешки на дополнување како вие мислите дека може да ги подобриме овие работилници, нели ние сме програма која е отворена и за промени и за подобрувања, така да секое мислење е добре дојдено. Во ред. Сега да кажам неколку збора за ПХВ програмата. Таа е програма наменета за млади која трае повеќе од 20 години. Има за цел многу работи, меѓутоа ние никогаш не може сите да ги кажеме, пошто и самите не знаеме колку само придобиваме од незе. Нас ќе кажам неколку што се наведени тука и неколку што мене ќе ми текна тука на лице место. Менување на дневна рутина, потекнување активности во заедницата. Моделот беше поинаков пред да биде вака онлайн модел. Многу ми е мило за тие што го видоа каков е и го осетија каков беше уствари и што уствари добија од тоа. Не ни се даде баш шанса да го завршиме како што треба циклусот ради ковид кризата, меѓутоа знам дека и тие што беа во циклусот многу добија и гледам дека некои од нив уште се вклучуваат и ги следат работилниците затоа што тие знаат што уствари тука се добива и се што има програмата да понуди. Дневна рутина со тоа што вие правите нешто надвор од тоа што го правите секојдневно, а според тоа зајакнувате и лични капацитети преку сите овие предавања. Се ова што е тука е за вас и вие го земате како искуство и потоа го користите во вашето секојдневие. Промоција на мир. Некој од вас, сите скоро ги пратите песните и гледате тука што се поттикнува и што се учи, значи ние сме програма на толеранција и на мир и за помош во заедницата. Како што кажав, поради COVID-19 ние бевме некако мора да кажеме принудени да преминеме во некој друг модел, а тоа е овај онлайн модел со работилници, преку кој дел од нашите инструктори, кои се многу повеќе во број, ќе реализираат неколку работилници, тоа се 24 инструктори со 40 работилници, и тоа се секој четврток во 18 часот. Разни теми, а тоа може да е вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, нешто што вас ќе ве интересира, како и вовед во филозофија, психологија и ред други работи кои што вас можеби ќе ви помогнат да се насочите во тоа, во тој момент кај што сте сега, па сте во раскрсница, па не знаете на кој факултет и каде се запишете, така да стварно има нешто што да се научи од сето ова. Да не должам јас повеќе, да ви се заблагодарам што сте тука и што учествувате. Инструкторката за денес е инструкторот Ивана Маринчек. Таа е лиценциран гешталт психолог и психотерапевт и темата е грижа за себе. Сега би сакал да го дам зборот нејзе, да ни каже збор 2 за нејзиното искуство и да даде свој насок и мислење за понатаму. Фала ти многу, Мухамед. Здраво и официјално од мене. Ептен се радувам што ве гледам во толку голем број и денеска. Значи, како што ме најави Мухамед, јас сум Ивана Маринчек, иако повеќето од вас верувам ме знаете како Ина. Имам многу долга приказна како од Ивана сум станала Ина. Кратката варијанта е тоа дека како дете сум имала проблем со буквата В и кога ќе ме прашале како се викаш, сум викала Инана. Имам брат кој што е помал од мене, тоа Инана му било многу долго, па он го скратил на Ина. И заради тоа што сум родена во генерација во која што Ивана наеднаш стана многу популарно име, па имаше доста девојчиња кои што се вика Ивана, во суштина на моите родители, на моите пријатели, на моите соученици, наставници, луѓето околу мене едноставно им стана згодно да ме викаат Ина, како би можеле да ме разликуваат од другите. Така станав Ина. Инаку, како што ви кажа Мухамед, јас сум психолог и психотерапевт. 20 години сум веќе на некој начин во ПХВ програмата, прво како учесник, како младинец, како вас, па како инструктор, па инструктор. 10 години бев дел од стручната служба на Црвен краст на град Скопје, токму на тоа столче во кое што денес седи Мухамед, како асистент на програмата.
И последниве неколку години работам како психолог и психотерапевт, али си останувам во Црвен крст и во ПХВ секогаш. Така да ептен се радувам на денешново предавање, заради тоа што имам шанса да ви зборувам за една тема која што сметам дека е многу значајна, која што е многу битна, особено сега во време на пандемија, во која што некако се сме сите ставени во една незгодна ситуација, во полна неизвестност, многу од нештата го менуваат нашиот начин на живот и грижата за себе и како е можеби и повеќе од потребна сега него претходна. Така да некако го спојувам љубовта кон ПХВ и кон Црвен крст со љубовта кон психологијата, баш да ви донесам една тема за која што сметам дека е многу важна, особено за младите и особено за луѓето кои што се волонтери и се активни во полето на хуманоста. Заради тоа што како ќе се грижиме за другите, ако не се грижиме вклучително и за самите себе. Мухамед, дали ќе можете, молам, да бидеш ентер човекот на оваа презентација, така да те замолам да го смениш слайдот? Океј, врати го, те молам. Океј, тука пред фактички да ја отворам денешната работилница и малку повеќе да навлезиме во темата за грижа за себе, што тоа значи и што се истата може да не понуди. Во суштина сакам да ве прашам со какви очекувања вие доаѓате, односно што е она кое што вие сакате да го добиете од оваа работилница. Мухамед тука ќе отвори еден посебен таб во кој што нас посебни ливчиња ќе ги запишува очекувањата кои што ќе доаѓаат од вас, како би можеле во суштина на крајот повторно да им се вратиме и да видиме дали сме ги исполниле или не сме ги исполниле. Така да, јас сакам да ве поканам кој сака да кажи гласно, слободно кренете раче, вклучете го микрофонот и кажете ни, или веќе гледам, има дечки кои што веќе знаат како одат овие работилници и веќе пишуваат во чет. Јас ќе ги прочитам вашите очекувања, како би Мухамед можел да ги вклучи. Андре вика на нови знаења, и нови искуства. Ана Марија вика нови совети за самогрижа. Има уште едни нови знаења од Ели. Јована вика да сватам како да се грижам правилно за себе. Александра повторно вика да научиме нови работи. Ангела дружба и корисно искористено време. Јована забава. Ана дружба. Андреј успех. Сара, како да се ставам себе си на прво место? Добро прашање, Сара. Христијан, корисно искористено време. Душица, да научам како да се грижам за себе, за да не настане бърнаут. Многу добро прашање, Душица. Михаела, како да се избориме со препреките пред нас. Васил вика нови вештини, нови работи. Мотивација, самодоверба, самоувереност. Мухамед, постигнуваш ли? Океј, Сара вика почит кон себе, тоа е да, сите овие мотивација, самодоверба, самоувереност, почит кон себе можеби не се директно врзани со грижата за себе, ама се дел од грижата за себе, малце подлабок концепт на грижата. Како да се поштедам и заштитам од прегорување, вика Анастасија, повторно, значи burnout. Виолета вика нови пријателства. Мартин, како да избегнеме од црната дупка наречена депресија и да не пронајдеме среќата во животот. Мелина вика мотивација и Анастасија дружба и совети и добро искористено време. Добро, нема притисок. Без притисок, супер очекувања, дечки, некои директно се врзани со темата, некои се врзани индиректно со темата, ама нужно поврзани заради тоа што се што функционира кај нас, во нашата душа не функционира во вакуум, се е поврзано со се. Така да грижата за себе и колку внимание си посветуваме на себе или колку сериозно се сваќаме себе, неминовно е врзано и со самодовербата, и со самовредноста, и со мотивацијата. И мотивација е сила. Ако немаме енергија, од каде ни мотивација за да направиме некои промени. Супер, фала ви многу, фала Мухамед на запишувањето. Ајде да ги погледнеме целите. Во суштина целите се многу слични на она кое што вие го донесовте. Сега Мухамед ќе ни ги отвори.
и целите се да погледнеме во концептот што всушност представува грижа за себе или што се е грижа за себе. Малце да зборуваме за тоа какви различни примени може да има грижата за себе или ако вештачки ја поделиме на некакви видови, какви видови на грижа за себе има или кои се области на грижа за себе. И многу значајно прашање, кои се клучните прашања кои што ќе ни помогнат за да избериме која активност всушност на самогрижа е најдобра за нас во овај момент, што е она што вистински всушност ни треба. Така да во оваа насока, уствари една главна цел која што седи позади овие цели е всушност да не ова презентација интерактивно предавање да не инспирира да направиме или да продолжиме да си одржуваме одредени позитивни промени за самогрижа кои што веќе ги имплементираме во животот или сакаме да ги имплементираме. И нормално, како што повеќето вас кажа, е убаво и корисно поминато време, дружење, размена. Ја многу сакам да слушнам што се вие имате да кажете на оваа тема. Повеле Мухамед, ентер. И кога сме кај слушањето, јас всушност би сакала сега веднаш да ви го дадам подиумот вам и да ве прашам која е таа активност, една активност, која што прва ви паѓа на памет, некоја конкретна активност, да се обидиме да бидеме пластични, која што ви паѓа на памет, која ќе се спомне терминот грижа за себе. Што ви паѓа на памет? Слободно пишете во коментари или доколку сакате, ако пишувате од телефон, не ви е згодно, вклучете микрофон и споделете ми гласно. Океј, Ангела вика длабоко дишење, Јана вика грижа за сопствено здравје, значи за физичкото здравје, правење на работите кои ги сакаме, вика Јована, на некој начин самоугодување, спиење, Сергеј, да, Илина вика јога, Симона вика медитација, Анита вика читање книга, правење на работи кои не прават среќни, Мартин вика, Душица вика исклучен телефон и малце одмор. Имаме и рака има. Молам? Имаме и рака, ми викам, ваму кај. Имаме рака, окей, ајде да ги исчитам, само викат посветеност, уживање, читање, лична хигиена и нега, грижа за здрав живот, одмор, она што не прави среќни, она што не опушта, релаксација, супер. Ајде да видиме кој ни дига рака, кој сака да ни каже гласно. Јас бев, ама напишав лична хигиена и нега. Да. Да, што ни напиша Анастасија, дали можеш да ни повториш? Лична хигиена и нега и вежбање. Супер, фала ти Анастасија. Добро, окей, фала ви многу. Дечки, одлични примери, баш супер активности уствари наведовте. Мухамед, дали ќе може да одиме понатаму со презентацијата? Би требало 2 ентери, така, една сладка слика и всушност дефиницијата, ја не сакам дефиниции, ама некако, да речеме, теоретско објаснување некако, иако постојат многу објаснувања, има многу дефиниции за тоа што е самогрижа. Оваа конкретно мене лично ми се допаѓа и вика, самогрижата е всушност практика на преземање на одредени активности кои се во насока на зачувување или подобрување на нашето здравје и нашата добра состојба. Така да се всушност што правиме, а има бенефит кон нашето здравје и добро состојба, е всушност на некој начин практика на самогрижа. Мухамед, ќе може следните слики? Ти оди брзо, а јас ќе зборувам. Значи, ова се некои слики кои што, пошто многу пати имам ова тема зборувано, особено со млади, и овие се најтипичните одговори кои што вообичаено ги добивам од младите луѓе, кога ќе прашам кои се тие активности кои што се поврзани според вас со самогрижа, и некако ми е интересно заради тоа што има и малце разлика помеѓу одговорите кои што типично ми ги даваат девојчињата и одговорите кои што типично некако доаѓаат од момчињата. Пообично девојките ја поставуваат грижата за себе со некој облик на релаксација, на масажа, грижа за хигиена на тело и лице, грижа за себе со маски, така малце самоугодување, ароматерапија, значи нешто што изгледа на спа. Момците пак од друга страна некако повеќе го поврзуваат тоа со фитнес, односно бивање фит, ама бивање фит од аспект на
да имам добри стомачни и да имам добар бицепс и трицепс. А крвната слика и кондицијата доаѓаат второстепени, некако првично е како изгледат на телото. Онда со опуштање со филм, со добра серија и малце повеќе време за да можат да се посветат на тоа. Со геймање, значи да исплескаме една-две игрици, партии и така натаму. И она што е заедничко и за едните и за другите е кафе или дружба или излегување со пријатели. И ова апсолутно, викам, вообичаено се одговорите на девојчињата и одговорите на момчињата, не дека нема момчиња кои што викате и за мене масажа и релаксација е само грижа, или девојки кои што викаат јас сакам да геймам и за мене геймање е уствари облик на само грижа. Ама тоа се од прилика типичните одговори. Мухамед, може еден ентер. И се овие слики и на некој начин и вашите одговори се всушност постои нешто кое што го нарекуваме санта мраз на самогрижата. И сантата мраз на самогрижата вика дека она што го гледаме од самогрижата е уствари само врвчето, она пројавното, визуелното кое што го гледаме, додека во суштина, во позадина, во бекстејџот, она што е под нивото на водата, е всушност поголемиот дел од процесот кој што зборува за самогрижа. Така да, ако на површината гледаме масажа, грижа за тело, спа, вежбање, нели, оние купки убави, пенливи и така натаму, во суштина во позадина стои справување со тешки емоции кои што ги носиме и давање простор да ги изразиме тие емоции. Бивање со сами себе и поставување на некои клучни прашања кои што не мачат и кои што се важни да ги адресираме. Препуштање на некои работи за кои што сме врзани премногу силно и гледање на кој начин и зошто сме врзани толку силно. Работа на граници, докаде сум јас, докаде е другиот, што е мое, а што не е мое на некој начин. Работа на интегрирање на детето во себе, односно грижа за тоа да сме игриви и полетни на некој начин. Така да опфаќа многу подлабоки процеси кои што е многу потешко вака да се донесат и да се толку лесно и да се видат. Заради тоа вообичаено грижата за себе повеќе ја поврзуваме со она што можеме да го видиме. Но во суштина, ако треба да ја објасниме, Мухамед, ќе може и ентер те молам? Во суштина, ако треба да ја објасниме вака кој ќе го видиме и врвот на сантата мраз и она што е под сантата мраз, во суштина сваќаме дека грижата за себе е еден комплексен и еден динамичен процес. Значи не е нешто што го правиме еднократно, туку е нешто кое што трае и еден процес на балансирање и на ребалансирање на својата добросостојба, кој што се во суштина се темели на тоа колку се познаваме себе си, односно на свесноста за себе и свесноста за своите вистински потреби, односно што е оно што во тој момент всушност нас ни треба, што ќе не врати во баланс. И често пати тука ја користам метафорите со оние играчки кои што се клатат. Мухамед ќе може да ме покажем така. Овие се играчки за бебиња уствари, кои што кога ќе ги мрднете се поместуваат и почнуваат да се нишкаат, но во суштина имаат едно тежиште, топче кој што ги држи секој пат да се балансираат. Ова е важно заради тоа што грижата за себе не е нешто кое што ќе не направи нас да седиме во едно стаклено звонче во кое што ние сме комплетно зен цело време и ништо не ни изместува. Напротив, грижата за себе е всушност еден жив процес во кој што ние впуштајќи се во животот, всушност стануваме отворени на некој начин за животот да повлијае врз нас, некој пат да ни изфрли од баланс. Но грижата за себе значи да се познаваме себе си доволно добро, да проникнеме во своите потреби, за да можеме да си го вратиме тој баланс и да се ребалансираме себе си. Мухамед, ќе може понатамо? Сега, кога зборуваме за грижата за себе, некако секој пат јас сакам барем да ја поделам на 3 аспекти, иако овие 3 аспекти ве молам земете ги многу вештачки,
Значи таа поделба не е резка граница, па да кажуваме од каде е зелена зона, жолта зона, црвена зона или каде зборуваме за грижата за себе како превенција, кога како прва помош, а кога кон третман. Така да тоа е еден флуиден процес, но сепак некако е важно да се позиционираме со цел да знаеме во суштина на кој начин и колкава сила ни треба за да се вратиме повторно во баланс. Мухамед, ке може батеревчињата чисто визуелно за да ги видат дечките? Океј, уште еднаш? Значи, оваа дистинција во суштина, или како јас што ги нарекувам црвена зона, жолта зона и зелена зона, зависат од тоа колку ни се уствари нас полни батерии, колку енергија имаме, заради тоа што тој процес на балансирање и ребалансирање всушност е потребна енергија за да го направиме. Многу е важно да сме во некаков свој оптимум за кога ќе се случи нешто што ќе би ни изместило од тој баланс, да можеме да се вратиме. Тоа ние го нарекуваме зона на резилиентност, вака стручно, или психоимунитет, односно колку сме имуни на обичните стресори кои што не се случуваат. Кога сме во зелената зона, ние сме во супер зона. Значи можеме да се справиме со нештата одлично, можеме да одговориме на тие стресори секојдневно што се случуваат и не се поместуваме нешто страшно, многу да не извлекуваме. Во оваа зона, кога сме и кога се чувствуваме добро, кога ни се батериите полни, во суштина за самогрижата зборуваме од аспект на самогрижа како одржување на здрави навики. Или самогрижа on the go, јас што го викам, или во од, а тоа би било некои мали ситни работи кои што ги правиме со цел да се енергизираме или да се вратиме во некаков баланс кои што траат 5 минути, 6 минути и така натаму, не бараат многу време и кои што можеме да ги правиме баш малтене во движење од една активност во друга активност. Пример за тоа би било, чекам во маркет, се ствара гужва, сите се нервозни и осеќам дека почнува таа нервоза околу мене некако почнува да влијае на мене. Во тој момент, ако сум во некоја лоша зона, да речеме понатаму, веќе сум исцрпен, изморен, мојот психоимунитет е намален и така натаму, многу е веројатно дека таа негативна енергија ќе влијае врз мене и можеби од маркетот, од банката, од било каде што сум, излезам нервозна, вознемирена, загрижена и така натаму. Но, ако сум во добрата зона и освестам како ми влијае цел негативизам, во тој момент можам да решам да едноставно направам една техника на дишење, буквално само длабоко да вдишам, да издишам, додека чекам во ред и наместо да се нервирам зашто е редот бавен, зашто е касиерката бавна, што се случува, едноставно да го искористам тоа време за да си направам една пауза, едно длабоко дишење, да се енергизирам, бидејќи во таа ситуација и онака не можам нешто многу да сменам. Така да ова е мал пример за што всушност значи самогрижа во од, а што се здрави навики, тоа мислам дека нема ни потреба тука да го објаснам. Сега, од време на време се случува да имаме одреден период кај што е многу захтевен од нас. Значи, некогаш работите се случуваат и се многу големи, како што е, например, ситуацијата со пандемијата, или, например, се случуваат нешта кои што можеби и не се големи по својата природа, ама се, како да кажам, во краток временски период многу работи се случуваат и на некој начин ни исцрпува. Некој пат се тоа предвидливи нешта, како што, например, едно напорно тромесечие, полугодие, крај на година, испитна сесија за студентите, подготовка на проектот кој што имаме дедлайн во Црвен крст да го завршиме до тогаш и тогаш. Во тој период треба да дадеме многу енергија, многу напор, и откако тој истиот ќе помени, едноставно имаме потреба малку повеќе да се згрижиме себе си. И тогаш зборуваме дека грижата за себе може да дојде како прва помош, односно како ладна облога која што ја ставаме за малце да ни олесни и да не врати, односно да не ребалансира кон зелената зона. Во овој случај, во суштина, станува збор за оние
типични активности на самоугадување. Она што го рековте вие самите на почетокот, да правам нешто што ми е пријатно, нешто што ми е убаво, нешто што ме релаксира, што не бара многу напор, едноставно некоја feel good активност. Или, например, ребалансирање од аспект на тоа дека, например, после испитна сесија, а после празниците сега за Нова година кои што беа, или после некој напорен период кај што јадиме круасани, геврече, се што ќе стигнеме само колку за да јадиме, бидејќи имаме некои други обврски, или јадиме заради тоа што се празници, па нели, храната е малце поразлична за празници. Викаме, слушај, од понеделник малце сум на детокс. Така да и тоа е еден процес на ребалансирање кај што се враќаме на својот оптим. Од друга страна, ако веќе се најдеме во една црвена зона, тоа би била зона во која што сме комплетно исцрпени, кај што сме уморни, незадоволни, некако животот почнува можеби да ни губи смисла, почнуваме да имаме тешкотија да го протуркаме денот. Некои работи кои што порано ни биле задоволство, сега почнуваат да стануваат обврски или тежина. Тоа е еден индикатор дека навистина е многу важно да застанеме со што и да правиме и да размислиме што всушност ни треба за да се чувствуваме подобро, односно на кој начин можеме да се помогнеме себе си. И на Александар има дигнато рака, извини што те пречувам. Само да го објаснам ова и веднаш ќе баш сакам да дадам збор на учесниците, бидејќи имам прашање. Али пред да поставам прашањето, во суштина сакам да објаснам дека првиот чекор за самогрижа кој ќе се најдеме во лошо место е да преземниме одговорност и да погледнеме во тоа како сме се нашле на тој начин. Значи, што беше она што предизвика да јас вака се чувствувам исцрпена и уморна во овој период. И следно е да размислиме кои се тие мали чекори, обично се тоа мали чекори, бидејќи на почетокот во таа фаза не ни имаме енергија многу за некои големи чекори, кои што ќе ни помогнат полека да си ја вратиме силата. Така да, пред да му го дадеме зборот на Александар, сигурно има некој одличен коментар во однос на ова што јас го зборувам. За останатите би сакала да ви поставам прашање, односно да ни споделите, дали во чет, дали усно, кои се активностите, барем една активност, ајде да речеме по една активност од сите вас, кои што вие знаете за себе, дека ви помага да полните батерии. И гледате во насока, идеално би било да тоа биде активност која што вие си ја практикувате и функционира за вас кога сте во зелена зона, или евентуално кога сте во жолтата зона, па ви помага да се вратите што побрзо во зелената зона. Бидејќи црвената зона е навистина многу тешко и какви активности ќе правиме зависи од тоа, од спецификите всушност на ситуацијата. И вообичаено тогаш и ни треба малку поголема стручна помош. Така да додека другите размислуваат, ајде да го слушнеме Александар. Александар? Да. Алло. Коментар во однос на она што јас го зборував, што крена рака? Па, не слушнав што зборувате. Сакам да дадам коментар. Например, кога што зборите сега, возењето мислам дека... Александар, многу слабо те слушаме, веројатно ти е многу блиску микрофонот до устата, така да слушаме многу шум, барем јас слушам шум. Дали можеш да се обидиш да го тргнеш микрофонот малце подалеку, за подобро да те слушнеме? Сега вака ме слушате? Сега слушаме, да. Повели? Мислам дека, например, возењето велосипед, мислам дека е добра работа, доколку ти се на жолтата низен на некои работи, ако... Така е, Александар. Угрижа за себе, во тој контекст на грижа на себе, за да дојдеш ако си нешто разочаран или нешто ти недостасува, ме разбирате? Или нешто не си баш како што треба во ред, или окей кажано,
да ти релаксира, да ти инспирира, може и вежбањето, може возењето велосипед или некоја работа што стварно те инспирира или те како да кажам, те прави исполнет, Релаксира. те релаксира и те исполнува. Така е, Александар. Фала ти многу за соделувањето, заради тоа што ти ни донесе нешто многу битно, а тоа е физичката активност и спортот. И уствари и некој друг се сеќавам дека го имаше уште во првите асоциации, спомната. Да, првите асоциации во чет пишано. Да, Као што добро прочитав. Така. И не имаме уште две раце имаме. Михаела Преска исто така дигна рака и Мартине. Супер. Ајде да ги слушнеме. Александар, фала ти за споделувањето. Дали може да се ставиш сега на мјут за да ги слушнеме Михаела и Мартин? Ајде, повели Михаела. Во ред нема проблем. Активностите кои што најчесто ги правам за да се погрижам за себе, најчесто слушам музика, весела музика, читам книги, гледам серии и исто така разговарам и со моето семејство и со моите другарки. На некој начин ја црпам онаа позитивна енергија која што тие ја шират насекаде. Супер, супер активности, Михаела. Овие се баш одлични активности и за во зелена зона, а и бога ми во жолта некој пат кој ќе се најдеме, па ни треба брзо да се вратиме. Супер. Благодарам. Ајде да го слушнеме Мартин, мислам дека уште Мартин беше што крена рака. Да, јас сум, добро вечер на сите. Вака, може исто така и консултација со најблиските од фамилија или најблиските пријатели, во смисла ако ми е нешто тешко, на психичката активност, во смисла консултација, комуникација. Споделување. Да. Да си кажеме што ни е тешко на душа, така е. Да, и да знаеме дека ни добиваме од нив совет и поддршка дека секогаш се ќе бидат тука за нас, без разлика. Така е, дека не сме сами во сето тоа. Никогаш не сме сами, така да. Имаме поддршката на другите, како што ние сме тука за нив некогаш, дека тие се тука за нас, кога нас не треба. Тоа е баш многу убав начин од жолта зона да се префрлиме во зелена и да се почувствуваме. Да, и исто така не само не е важно било кој тип на музика, али некоја поучна, еве да речеме англиска, али она поучна, не е важно кој што ќе каже, туку го живееме животот на наш начин, за да ни биде нас побаво. Така е, автентично. Едноставно нам ни одговара. Че има личен наш печ. Супер. Така Фала ти, Мартин. И Адријана дигна рака и да. Мола? И Адријана мислам има кренато рака. Ајде да слушаме уште Адријана. Грижата која водам за себе секогаш слушање музика, се разбира тука ги вклучуваме и музиките од Црвен крст. Исто така се и цртање, вежбање, но никогаш не би паднала во депресија и секогаш мислам позитивно. Секогаш и никогаш не губам надеж и кога да мислам дека некогаш нема да ми успет некоја работа, секогаш велам самата со себе дека треба да мислиме позитивно. Никогаш не треба да мислиме негативно. Тоа е најважно. Супер, супер, Андријана. Како позитивниот дух во суштина е многу клучен во однос на грижата на себе и она, како да кажам, давањето на енергија за нештата кои што ги прави. Супер. Мухамед, ќе може да го отвориме следното нешто, пошто сакам само да поентирам оно што веќе вие многу убаво го донесовте. Вие спомнавте многу конкретни активности. Ама јас би додала во однос на тоа, пошто некако го осетив од начинот на кој што кажувате, дека кога зборуваме за грижата за себе, не е толку битно што правиме, него кога го правиме, значи да биде соодветно време кога нас ни треба, односно кога е тоа соодветно за нас, како го правиме, односно со каква присутност и со каква свесност го правиме. Например, музиката. Многу убав пример беше музиката.
А музиката може да оди во позадина, додека јас се нервирам или правам нешто, било што, или можам да ја пуштам музиката, да затворам очи и едноставно да дозволам малку да допре до мене, да вистински ме релаксира или ми ја подигне енергијата, по зависност од тоа каква музика е, дали е некоја смирувачка, дали е енергизирачка, поттикнувачка и така натаму. Со пријателите или со роднините можеме да зборуваме што имаше ново, ништо, што ќе се пофрлиш, тоа е брат. Или можеме да застанеме и вистински да направиме некаква размена каде што автентично ќе споделиме што ни се случува, со што се соочуваме и така натаму. Многу е важно да гледаме зошто ги правиме нештата, односно која е мотивацијата, која е позадината позади тоа нешто и какви последици истата има по нас. За ова, во суштина, за последиците на нештото, всушност, повеќе сакам да ви покажам преку филм. Има еден краток филм, се вика Treat Yourself, или Пасти се би било тоа. Ајде да го погледнеме филмот, па ќе се вратиме малку на ефектите за самогрижа и зошто се тие толку многу битни, малце да гледаме во тоа какви ефекти имаат овие активности спрема нас. Мохамед, ќе може да го погледнеме филмот? Life is stressful, but we have a choice on what we stress about and what we can do about it. Just treat yourself. And every day like it's your last, because in life, you only die once. But inside, you die every day. Because she broke your heart. But is she stopping you from having another slice? Hell no! Sleep in. Eat some chicken. Try to understand what went wrong. Have some games. Eat some ice cream. Watch an unrealistic rom-com. Sleep some more. Watch some motivational videos and not actually do anything. Eat 3 bowls of cereal. Don't count calories. Have more games. Sleep some more. Don't drink water. Eat more sweets. More games. More TV. Play more video games. Eat. Over and over again. Until one day, realize that the gains you've been collecting may have been the wrong kind. But that is a-okay. Eat ice cream. Sleep. Consume entertainment, time, food, and space because you're trash. I mean, treat yourself. And then? Wait a minute. Okay. Maybe one day you realize that this treat yourself lifestyle isn't for you. But what can you do? Go to the gym. Добро, додека одат буквите и Мухамед го гаси ова видео, многу ми е драго, прво морам да кажам, многу ми е драго заради тоа што активностите кои што вие ги наведовте за самогрижа, апсолутно го надминуваат онај стереотип на самоугодување. Не дека самоугодувањето не е облик на самогрижа, но најчесто, особено масивните мас медија и особено во Инстаграм, заради тоа што може само да се слика, сликата за самогрижата уствари најчесто се поистоветува со самоугодување. Не е тоа лошо, значи самоугодувањето, немојте да ме грешно да ме разберете, не сметам дека е лошо, но едноставно треба да се третира како десерт.
Повремено да го имаме, тогаш кога ни треба како чоколадце. Кога ни треба екстра енергија, малку да се енергизираме или кога сакаме навистина да се почастиме себе си за некоја добро завршена работа или од време на време малце да си угодуваме на себе си. Но што ќе се случи ако ние јадиме десерт и за доручек, и за ручек, и за вечере, и за ужина, и за постојано? Онда нема да има никаков позитивен ефект спрема нашето здравје, него напротив ќе ни детериорира. Така да, тука е заради тоа толку многу битно да гледаме во тоа колку има ефект тоа што го правиме и всушност кои последици ни ги носи. Дали на последиците кои што ни ги носи активноста се позитивни, се неутрални или дури можеби негативни. Оти некој пат правејќи си, самоугодувајќи си себе си, ние, како што беше во филмот, вика рече, остави да ти се натрупа домашното, и врските или активностите, и после не можеме да повтасеме. Уствари, по некој пат на тој начин си правиме повеќе лошо отколку што си правиме добро. И онда клучното прашање е, окей, добро, како тогаш да знам дали тоа е тоа? Дали тоа што го правам е само грижа или е на некој начин само залажување? Мохамед, ќе може да го отвориме следниот слайд? Окей. Уште еден ентер те молам. Во суштина, Мухамед, ајде отвори ги сите, нека бидат отворени, а јас ќе зборувам. Значи, најклучно прашање во суштина како да знаеме дали е тоа и како да направиме добра диагностика на однос на тоа што ни треба и што е вистинската активност за нас е всушност да направиме добар скен на самите себе. Уште едно нас, фала ти Мухамед. Добар скен на самите себе, поставувајќи си некои клучни прашања за саморефлексија. Првото прашање, кое е најбитното прашање да си го поставиме, е да провериме како сме. Како сме? Често пати не е едноставно да се одговори на ова прашање, особено ако не сте навикнати да си го поставувате самите на себе си од време на време. Како сум, значи, да погледнам во тоа како се чувствувам, како сум емотивно, која емоција ми доминира во овој момент, да погледнам како сум телесно, односно какви телесни доживувања имам, колку сум уморен, колку сум гладен, дали некаде во телото болка можеби, во грбот, во вратот, нешто се случува со моето тело. Да погледнам дали ме преокупира некоја мисла, дали нешто ме мачи како некакво катастрофично очекување во иднина или нешто, леле ако се случи ова или ако се случи она. И како тоа има ефект спрема мене, односно како влијае врз мене, врз моите мисли, останатите мисли, како влијае врз моите емоции, како влијае врз моето тело, што ми се случува со телото кога ќе помислам на тоа, као да жмарци ме поминуваат по грбот или ми клокоти во желудник. И како влијае врз моето однесување, заради тоа што често пати, едноставно ако си го следиме однесувањето, особено тоа несвесното, мали работи кои што па и баш несвесно ги правиме, како например, и наеднаш се фатив себе си дека запалив уште едно цигерче, или виткам бомбонче чоколадце за да го лапнам, или повторно отидов до фрижидерот да видам дали има нешто јадење. Тогаш често пати е клучното прашање всушност да погледнеме во тоа кои се моите потреби во овој момент. Дали јас стварно имам потреба од уште едно чоколадце, уште една цигара, уште едно бомбонче или јадење или во што имам всушност потреба, односно што е она што ми треба за да се чувствувам подобро. Можеби ми треба утеха, можеби ми треба прифаќање, можеби ми треба одмор, можеби ми треба малку да си угодам на себе си. Што е она што всушност ми треба? И откако ќе погледнам во своите потреби, во суштина мислам дека ми треба, се чувствувам подобро или не се чувствувам подобро, и ако се чувствувам подобро, колку време тоа трае? Дали? Односно, какви последици има за мене таа активност на долгорочен план, согласно видеото? Или дали истото нешто ми помага на долгорочен план, или можеби покрај тоа треба да додадам уште нешто друго кое што ми помага на долгорочен план.
За ова малце да ви го направам попластично, сакам да ви раскажам приказна од пред месец дена мене лично што ми се случи. Значи, беше негде таму околу празниците, после Нова година, јас бев малце послободна и заприметив дека имам сува чело. Ја генерално имам сува кожа, челото на лицето ми беше доста суво и викам, окей, одлично, сега ја ќе се грижам за себе и ќе си ставам една добра маска, па си ставив маска, па си отворив списание, па си сваив чајче, па си запалив некоја свеќа со лаванда да ми мириса супер. Одлично, мислам си поминав супер. Следниот ден, кожата ми беше убава, денот после тоа исто така, после 2 дена, после 3 дена, осеќам дека повторно ми е челото суво. Викам, добро, окей, може би треба да ставам уште еднаш маска. Наредната недела, во недела, пошто тоа ми е денот за луксузирање со сама себе, викам, добро, ја повторно ќе си ставам маска, ставам повторно маска, и повторно истиот третман, значи добра музика, добро списание, малце читање, малце релаксација, се супер, кожата е убава тој ден, наредниот, понаредниот. Веќе четвртиот, петтиот, повторно осеќам дека кожата ми е сува на челото, ама почнува да ми се суши на образите, па почнувам да чувствувам дека нешто ми е доста сува кожата, на устата и така натаму. Викам, чеки, застани Ивана, ајде да видиме што се случува уствари. Сега два фактори се битни да ви ги кажам за мене. А тоа е дека јас сум прво еден од оние луѓе кои што ако не видат вода не имаат да им текне да пијат. И малтене во зима не чувствувам жед. Во лето, да, во зима не. И заради тоа морам да си имам шише до мене и буквално да си ги бројам чашите кои што ги пијам за да бидам сигурна дека добро се хидрирам. И втората работа е дека јас во моментот сум бремена и дека телото на една трудница е поразлично од телото на жена која што не е бремена. И во тој момент викам, добро, а како јас знам уствари дали внесувам доволно вода, пошто сето ова што ми се случува е во всушност некако знак на дехидрација. Фино лепо, так, ајде да видиме колку е дневна препорачана доза на вода за трудница и испаѓа одговор малтене дупло од она што јас претходно внесував. Викам, добро Ивана, во грешна грмушка го бараш зајакот. Едноставно, џабе ја мачкам креми од озгора и лосиони на грбот, кога реално моето тело е жедно. Така да, мојот трик кој што го направив за грижа за себе е наместо едно шише со вода, кој што претходно го имав, да додадам уште едно шише со вода. И пошто не сум некој голем мераклија на пиење чаши вода, фино лепо да ставам овошје внатре. Дали портокал, дали лимон, дали замрзнати маленки, дали јаболко и цимет, за да ја ароматизирам водата. И откако тоа го направив, веќе месец дена некако осеќам дека е многу поразлично и дека телото веќе не ми е толку суво, клапнато, дека немам енергија и така натаму. Така да ова ви го носам само од аспект на тоа дека некогаш вистинската причина што се случува во позадина, каде треба да делуваме во однос на грижата за себе, дури во ваков едноставен, банален, многу како да кажам, пластичен пример, како што денеска ви го споделив, е во суштина нешто кое што бара да погледнеме вистински малце подлабоко и некој пат не е баш јасно на прв поглед. Така, нужно е да трагаме по тоа всушност што ни помага на долгорочен план. И од овој аспект, всушност, сакам да се поврзам на следното кое што ми е важно да ви го кажам. Махамет, дали ќе може да го отвориме следниот слайд? Слободно отвори го целиот слайд. Оно што сакам да ви го кажам е дека активностите за грижа е во суштина најдобро кога се практикуваат и кога не се во вакуум, нешто да мене ми се случи, па јас тек тогаш да се сетам дека треба малце да се грижам за себе, туку кога се дел од еден посеопфатен и подолгорочен план за грижа за себе. И сега прашањето е кои се важните елементи кои што треба да ги имаме на ум во креирањето на овие лични планови за самогрижа. Важно е, прво и најбитно е да се следиме самите себе си. Следното нешто што ќе се појави со црвени букви, кој Махамет ќе кликне Enter, ја слушајте си ја собствената интуиција, бидејќи длабоко внатре вие најдобро знаете што всушност функционира за вас. Али ако гледате во креирање на некаков план, важно е во суштина тие активности. Прво, да бидат активности кои ве енергизираат, кои што се инспиративни, кои што ви даваат убава енергија.
Тоа не значи само физички или само емотивно. Но, значи, вашето присуство на ова предавање денеска е всушност таква енергизирачка активност каде што вие се внесувате една друга тема, друга енергија, разменуваме, се инспирирате и се надевам дека после ова ќе си отидете со некои идеи во однос на тоа кои се тие мали промени кои што можеби можат да направат многу голема промена во мојот живот на подобро. Активности кои што се експресивни. Многу убаво спомнавте дел од вас, пишување, спорт, танцување, било што кое што сликање, некој од вас наведи исто така дека црта. Значи секоја активност која што ни помага да се експресираме, да ни дадат простор да се изразиме себе си. Независно дали тоа ќе биде преку движење, преку боја, дали ќе ги изразуваме своите емоции или своите мисли. Вклучително пишувањето, дневник е тука исто многу убава експресивна активност. Рефлективни активности, односно активности кои што ќе ни помогнат малце да се видиме себе си од метапозиција. Често пати од дрвото не ја гледаме шумата и понекој пат е битно да излеземе од самите, малтене од самите себе и да погледнеме од една метапозиција низ тие прашања за рефлексија. Дали ќе биде дневник во кој што ќе рефлектирам врз основа на искуството кое што го имам во текот на денот, дали ќе биде медитација, дали ќе биде прошетка во природа или разговор со некој кај што можам малце да направам рефлексија и да погледнам од уште еден аспект што се случило, зависи само од нас. Има многу активности. И оно што е важно е да бидат сите холистички, на некој начин да дават одреден баланс во нашиот живот. Пример, ако мојот ден се состои во тоа да јас поголемиот дел од денот сум фокусирана на другите, како психолог и слушам проблемите на другите или предизвиците со кои што доаѓаат и се обраќаат, тогаш за мене, мојата активност за самогрижа би било нешто кое што го става фокусот на мене, кај што јас можам да погледнам во себе, бидејќи цел ден гледам во другите. Или, например, ако мојот ден се сведува на тоа дека поголемиот дел од денот го поминувам на столче, тогаш активноста холистичка, односно балансот би било да биде тоа некоја физичка активност. И ако размислам, окей, која е таа физичка активност, ама која што го става фокусот на мене? Јога. Токму заради тоа, веројатно и толку многу сакам јога, и вежбам заради тоа што ми прави добар баланс во однос на тоа што го имам во денот. Така да ова само ви го давам како една рамка во однос на тоа како можете да размислувате за тие активности во кои што за самогрижа кои што можете да ги превземете. И на самиот крај, Мухамед, на самиот крај, токму во делот кога зборуваме за холизам, односно за сеопфатност, јас само ќе ги споменам на кратко 7 димензии на добросостојба, а тоа се физичката, интелектуалната, социјалната, емоционалната, спиритуална, окупациона и околинска добросостојба. Тука нема да ви објаснувам многу, само сакам да ви најавам дека за вас специјално подготвив еден материјал кој што ги дава објаснувањата на сите овие димензии. И во суштина, покрај тој пишан материјал кај што можете да прочитате многу повеќе за секој од овие димензии, постои една табела која што ќе биде прикачена во групата веднаш после нашата презентација и која што сакам да ве поканам во една вежба. Тоа апсолутно е како алатка која што можете да си ја понесете кон дома, каде што можете да направите една анализа во однос на тоа каде сум јас во секој од овие полиња на добросостојба во моментов, каде сакам да бидам. Согласно на тоа третата колона, односно третото прашање за рефлексија е кои се тие чекори, кои се тие активности кои што јас треба да ги превземам за да од точка А, од тоа каде сум, стигнам до таму до каде сакам да бидам. И на крајот, бидејќи се 7 полиња, не можете на сите 7 фронта наеднаш да делувате. Кога ќе ја направите табелата, имате простор за приоритизација, односно да видите, ова ми е најбитно сега да почнам, па после ќе ми биде ова од кога ќе го имплементирам, над крајот ќе продолжам со ова. Така да едноставно како една алатка која што вам ќе ви помогне во креирањето на вашиот личен
сме за 2021. Окей, пред да завршиме и да погледнеме во тоа дали сме ги оствариле очекувањата и да направиме една функционализација на знаењата, ја би сакала само да ве поканам во еден мал експеримент, една многу мала вежба, која што ќе ја направиме заедно. Едноставно, ако не сакате, бидејќи е вежба со движење и со дишење и со глас, слободно исклучете ја камерата и одиме вака. Значи, растегнете се и обидете се да се згрчите себе си, што е можно повеќе. Значи, згрчете се, стегнете ги рамењата, стегнете ги рацете, стегнете го лицето. Едноставно, задржете го здивот за секунда и онда од позиција каде што не можете веќе да се згрчите повеќе, опуштете се. Опуштете се, видете кој е тоа движење да го направите. Земете длабоко издив и издишете длабоко. И да само дишете уште еднаш полека и обидете се што е можно пополека да издишете. Дали издишувачот преку нос или преку уста не е битно, најдобро да е преку уста. Па чак ако може да издишите со глас, уште подобро. Ајде да обидете се уште еднаш. Ова е многу мала вежба за дишење, многу едноставна, која што само сакам да ви потенцирам дека грижата за себе мора да биде долготрајна. Не мора да биде нешто комплицирано, не мора да ви треба посебна опрема или посебно нешто, или не знам колку време и не знам какви услови. Некој пат наједноставна техника на дишење, кај што се згрчуваме и само се опуштаме, ни помага за да си го повратиме балансот на телото и циркулација. Така да на самиот крај, Мухамед, дали ќе може ентер? Вообичаено после овие предавања имаме прашања кои што ги поставуваме и вие одговарате. Ја некако одлучив овој пат да биде малце поразлично. Повеќе сакам да слушнам од вас, да ви ја префрлам топката вам, да размислите, бидејќи, како што кажавме, една од целите на некој начин и да бидете инспирирани за воведување на некои нови промени во вашиот живот или пак за задржување на веќе постоечките. Заради тоа што не секој пат е нужно да менуваме нешто. Ако нешто е старо и добро функционира за нас, тогаш одлично, само продолжуваме. Така да, ајде чисто размислете која е активност за само грижа, сте спремни да ја направите, да ја започнете и да си ја продолжите во следните 7 дни. И слободно пишете ни во чет, или ако некој сака со кревање на раце, баш би сакала да слушнам што сакате да направите или што планирате да направите од овој четврток до следниот. Имаме рака од Марко. Ајде да го слушнеме, Марко. Па, вака, кажа добро вечер на сите нормално. Навистина ми се допаѓаше целата презентација убава и стварно ме ставите на умисла. Бидејќи на некој начин сум у таков период каде што ми треба само грижа и убаво ми дојде ова. И се прашате која промена би ја сакал. Јас и баш се двоумев изминатите 2 недели, дали оваа недела или следната недела, бидејќи нели прва смена сме нон-стоп по школа, средно напорно, сакав да идам на кејот со бајле. Мислам Да трчаш? да, па основно имав таква рутина и ми беше многу убаво, пред школа сидев. Ама со тек на време го запоставив тоа. И од тогаш до сега, 3 години помина, некако не можам да се вратам во тој ритам, ама мислев као баш после неколку настани, викам као ајде доста, викам треба време за промена да се направи. И тоа ми се моткал глава да се вратам на фитнесот. Супер, Полека. Марко.
Супер, 3 години е доста долго време. И скроз те охрабрувам да пробаш. На крај крајава не мора секој ден. Дај си предизвик еднаш да отидеш оваа недела или два. Ма не, Па види како таков функционира. таков човек сум како или правам се или ништо. Нема измеѓу кај мене, или идам се или не ни почнам. Супер, нека биде овај денешнава презентација еден предизвик за тебе да повторно се вратиш на тоа што ти ги пулни батериите на таа убава активност од Сабајле. Супер, фала ти. Ја така се надевам. Благодарам. Другите, пошто немаме многу луѓе немам да имаме многу можност да слушнеме усно, јас ве охрабрувам кој сака да ни пише во чет, кој сака да сподели со нас она што би сакал да го направи за себе последните 7 дена. Дали имаме уште некој друг? Имаме рака од Адријана. Ајде, Адријана, да ја чуеме. Па, мислам дека во следните 7 дена, па и понатака ќе требат помалце користење на мобилните телефони или на компјутерските игри, па повеќе да се насочиме кон вежбање, читање книги и различни игри во природата. Супер, Андријана. Се надевам дека баш ќе те инспирира да повеќе бидиш надвор, не толку внатре, особено ако се растопли времето, премногу сме долго особено сега кога е се онлайн, ептен сме многу пред екраните. Добро, и може би уште еден, ако сака да сподели. Михаела има, кај рака. Михаела. Во следните 7 дена сакам многу повеќе да практикувам физичка активност и да вежбам, затоа што тоа е многу здраво за сите нас, за нашето здравје, и исто така повеќе да се одморам, бидејќи многу брзо се заморувам од учење и од користење на уреди. Сега со онлайн настава многу повеќе се сконцентрирам, пред екран, отколку да се одмориме како што треба, и тоа сакам баш тоа планирам да го направам. Супер. Фала ти многу, Михаела. Се надевам дека ќе функционира за тебе и се надевам дека и сите останати кои што нешто си одлучивте, а можеби не го споделувате сега во овој момент, ќе си го следите тоа за себе. Благодарам многу. Океј, пред самото завршување, пред да се одјавам, само да погледнеме во очекувањата. Мухамед, дали може да ги прочитаме уште еднаш очекувањата? Океј, јас ќе читам, ќе штиклира Мухамед. Некако гледам нови знаења и нови искуства, тоа долу. Се надевам дека се исполни, дека ова сето некако ви донесе и нови знаења и нова перспектива и ве поканува да влезете и да видите некакви нови искуства. Правилна грижа за себе, се надевам дека прашањата за рефлексија ви помагаат во тоа да видите што е правилно и што ви помага на долгорочен план. Самопочит, рековме, само грижата е врзана со самопочита дефинитивна, и вредноста која што си ја даваме, односно колку простор си даваме за самите себе. Борба против депресија го споменавме, против бурнаут исто така, грижата за себе и како во насока на превенција на тоа. Мотивација, се надевам дека беше мотивирачко за вас. Да се ставиме себе си на прво место, да, особено како помагачи, некогаш е неопходно прво да се згрижиме себе си, пред да можеме да пружиме помош и поддршка на другите. Успех, не знам на што мислеше тој кој што го напише успех, ама дефинитивно ако имаме добра енергија, успехот во тоа што го правиме ни е
како да кажам, полесен на дофата отколку ако сме со празни батерии. Разменивме доста совети, добар дел од вас поделија активности кои што ги исполнуваат и кои што ги прават. Се надевам дека ова ќе ги инспирира и останатите да погледнат во нештото кои што вие ги правите. Препораки, како беше, препреки пред нас вештини. Не се сеќавам на што беше ова. Ова беше како да ги надминеме препреките пред нас. Како да ги надминеме препреките пред нас? Добро, како да имаме повеќе енергија и всушност како да се грижејќи се за себе си да имаме енергија за да ги тоа човечето што се нишкаш го фативме и тоа. Дружба, корисно искористено време, мислам дека беше убаво, мене ми беше многу драго што ги слушнав сите ваши искуства и сите ваши соделувања. Тоа ситното не го читам, Мухамед, те молам, прочитај го. Очигледно не догледувам толку далеку. Самоувереност, да. Окей, ова беше самопочит и самоувереност и на крајот беше пријателство и размената која што имаме како група на пријатели тука во Црвен крст, но исто така и размената која што ја правите со вашите пријатели во вашето секојдневие. Супер. После вашите очекувања, јас само би ве поканила дали има некое прашање, дали остана нешто кое што не го спомнавме, не го кажавме, а некако останува да виси нешто што би сакале да го искоментирате, да го прашате, да го споделите, пред да полека почнеме да се одјавуваме за денеска. Добро, ако нема прашања во овој момент, а тоа не значи дека понатаму нема да се појават, слободно можете да ми пишете во групата ПХВ Недела театар под објавата за ова предавање или слободно да ми го пратите своето прашање во лична порака или да ми пратите порака преку ПХВ мејлов, значи тука сум за да одговорам на сите ваши прашања, независно дека можеби во овој момент не ви текнува, а ќе се јави прашањето понатаму. Така да, окей,